Епа! Се распиша референдум! Готови сме сега. Сега го ќе почнат да не толчат бате со реклами од 10 септември. Вака направете. Така направете. Ако направиш вака, не си за Македонија. Ако направиш вака, леле колку си за Македонија, значи има да се брани Македонија со статуси на Facebook. Знаеш како? Милошовски Антонио изјави дека референдумското прашање не заслужува одговор. А дали, например, прашањето шо кое онакво ние овде правевме досега заслужува одговор? Заш барем некое прашање мора да заслужува одговор. Цртичка, нели? Еве конкретно, например, референдумското прашање е едно така големо, тешко прашање. Тешко од прилика 3,5 милиони евра. Си викам, кај трошиме толку многу пари за да одговориме на едно прашање, бар да поставиме уште 2-3 прашања. Ние за едно прашање оку пари ќе испотрошиме, не да може писмена да правиме. Ојде банкрот Македонија. Ќе треба после од Австралија да ни пуштат по $5 помош, за да се одговори на букет прашања. И затоа викам, кај веќе се собираме, сме приморани да дајме било каков одговор на едно вака комплексно прашање, барем да поставиме уште неколку прашања, зашто си имат. Например, едно од прашањата е, каде ние всушност тераме, почитувани граѓани? Еве ќе влезиме во Европа и после што правиме? После готово. Ќе биде све преубаво. Едно исто така многу комплексно прашање е прашањето зошто во нашиот главен град, во нашата ни мила и сакана метропола, во епицентарот на урбаната култура во Македонија, така наречен Скопје, Скопјенце наше мило, се постава прашањето зошто се уште пола од факултетите се во бараки во 21 век. Исто така едно од моите омилени прашања е зошто секоја трета учителка во просек во нашава мила и сакана Македонија е психофан на цеца и пази с киме спаваш и е песна за рингтон на мобилен. Тоа се така да речам едни доста интересни прашања. Имам уште? Еве, например, едно доста така пикантно интересно е зошто во градот на УНЕСКО, во градот на светлината, во градот на словенската писменост не можеш да собериш одвај 2 книжарници. Нач, и да најш книга од Пауло Коелјо, среќен биди, камоли нешто пострашно. Јути не барај. Исто така едно многу огромно комплексно прашање. Ете, ние сме горди на нашите предци. Нашите предци оставиле нешто за нас. Но прашањето кое што го поставувам, а вреди да е на референдум, е што ние ќе оставиме зад нас како македонска нација, освен семки од пиперки. Ете, тоа беа неколку прашања, уште колку има.